Почитувани граѓани, другари и другарки, најнапред ви благодарам што дојдовте. Овен са сте со АМК какеја дебата со Каувел Керзи баше оправа Ероменгере. За жал, тука имавме повикано и представници од политичките партии, од работната група која што би требало да биде за застапување на правата на ромите, но како што гледате во оваа маса не се тука, затоа што веројатно имаат многу побитни работи за решавање, на пример купување одела за бајрамска, не знам, вечера. Така да јас се извинувам во име на Цивил затоа што нема да можеме да го слушнеме и гласот на представниците на власта кои што се декларираат како представници на ромите. Господинот Самка Ибраимовски до овој момент не ни одговори ако прифати да биде дел од дебатата. Од Министерството за труд и социјална политика добивме само како одговор дека ја примиле пораката дека се одржува ваква дебата, но дека дали ќе има нивни представник за сега до овој момент немаме никаков одговор. Господинот Аксел Ахмедовски кој што е министар без ресор за имплементација на правата на ромите. Пораката, тоа беше еден од моментите, затоа што знаевме дека може ќе речат не ја видовме, не бевме во тек за таа порака, не видовме на мејл, не кренавме во моментот, затоа му испративме порака на Facebook, да видиме дека пораката е видена и кај неговиот профил видена е пораката на месенџер што му испративме, но одговор нема, само има син. Така да би почнал во овој момент со неколку битни теми. Например, јас набројав неколку кои што се, дали например треба базен да имаме во Шутка, дали е тоа најприоритетен момент за овој момент на ромите, дали тука имаме, не знам, бездомници, фантоми, затвор, вода, канализација, малолетнички бракови, дом во избего, вработување, гетоизација, сегрегација, образование. И би почнал со господинот Џабир Дерала. Во неговото долгогодишно работење како невладина организација, кој што јас имав честа во последните 3 години да бидам дел од Цивил Центар за слобода, би сакал да видиме како Цивил во изминатите неколку години го застапуваше ромското прашање и што е тоа што претходната владата на Никола Груевски не им овозможи на ромите, а што е тоа што и оваа влада во овој момент не им дозволи или па не им ги дава правата или па им дава права или колку тие не се имплементираат. Би ви дозволил да се обрати. Благодарам Дехран. Исправка, не сум господин Џабир Дерал, другар Џабир Дерал. Мене ми е чест и привилегија што работам со еден човек како тебе, еден професионалец како тебе, меѓутоа и активист како тебе, како и со сите наши другарки и другари во Цивил се разбира. Морам да признам, ме изненади многу и пријатно и непријатно воведот во оваа панел дискусија. Пријатно затоа што тоа е духот на Цивил, отворено, без пардон, без никакви резерви, да се детектираат сите теми и сите одговорни кои се на позиција да бидат наши поддржувачи, да му дадат услуга на граѓанинот или граѓанката и да ги одбранат човековите права и слободи. Сите теми што беа набројани како во еден рафал, мислам дека може да се продолжи таа листа, бидејќи проблемите со кои се соочува ромската заедница
во Македонија се навистина тревожни и траат со децении. И јас мислам дека во оваа прилика треба да бидеме сосема директни, исто како што започна ти, и треба да ги симнеме буквално сите огради кои би се однесувале на тоа да не повредиме некого или нешто. Бидејќи човековите права и слободи се на врвот. Тие се најважната категорија која нас не прави всушност луѓе, homo sapiens. Тоа што може да се додаде на таа листа е всушност една долгогодишна, би рекол, со генерации наназад негувана дискриминација, омраза и насилство кон ромската заедница. Многу е за изненадување, големо изненадување, непријатно е кога гледаме дека етнички заедници кои се во малцинство во некое општество, па така и во македонското, кои на собствена кожа, на свој грб почувствувале како е да се биде дискриминиран по било каква основа, да бидат носители на дискриминаторски постапки, па и политики и практики кога се во позиција. Со ова мислам на етничките заедници во Република Македонија, кои не се не македонските етнички заедници. Со тоа мислам и на албанците, и на турците, и на србите, и на сите останати кои живеат во Македонија, кои, иако се етнички малцинства, би требало да имаат разбирање за тоа што е дискриминација, било да е таа структурна, било да е заснована на долгогодишно негувани предрасуди и стереотипи, сепак ги гледаме како дискриминатори во многу случаи. И тоа е неприфатливо. Тоа еден ден треба да го признаеме и во истиот момент кога ќе го признаеме, треба да направиме нешто решително против тоа. Ромската заедница е во Македонија корисник, нели, официјално, е корисник на стотици милиони странски валути во рамките на декадата на ромите, во разноразни програми на големи фондации, помали фондации, во програмите на невладини организации за човекови права со многу звучни имиња и низа други институции или ентитети во општеството, во институциите и така натаму. Стотици милиони евра и долари се истурени во тие операции, во тие проекти. Би му дал збор на вториот панелист. Тоа е Акиф Кариман. Токму на ова прашање. Има ли во моментот невладини ромски организации или сите станаа владини? Па би било премногу грубо да кажеме дека сите станаа владини. Јас искрено би можел да кажам 2-3 кои што станале владини, не останале невладини, меѓутоа тие 2-3 биле всушност можеби најголемите, најразвиените претходно и поради тоа се создава таква слика. Невладин сектор има, меѓутоа можностите се ограничени. Не зборувам за фондовите до кои што се има пристап, бидејќи не ти треба многу пари за да го правиш тоа што е правилно. Некако ни стана традиција, еве ние во нашето здружение, секоја година организираме протестни маршови по повод 8 април, затоа што иако би требало да е ден за славење, сепак сакаме да изразиме и револт. И првиот пат беше 2015 година и од тогаш секоја година традиционално се организира. Инвестицијата за првиот пат беше 500 евра за банерите, сите материјали и така натаму и од тогаш секоја следна година инвестицијата чини 0 евра, 0 денари, затоа што само се мобилизираме, да, на флипчарт или на обичен лист хартија да напишеш некоја порака не те чини ништо. И тоа сакав да го кажам. Во однос на генерално невладиниот сектор ромски во Република Македонија,
има иницијативи за воспоставување на некоја консолидација, оди тешко, затоа што, нели, секогаш има различни струи, секој ги брани своите интереси, меѓутоа понатаму во текот на разговорот ќе образложиме малку повеќе до кај сме стигнати со тој процес. Така. Деновиве се крена фама околу рушењето на диво изградениот камп или населба, или како да ја наречеме, во Урбан парк во центарот на Скопје. Таму тие бездомници се веќе населени година-две од прилика, но пред неколку дена град Скопје со соработка со општина Центар решија да ги отстранат од таму. Со нас е представникот од за жал најмаргинализираната група која што на сите им смета. На сите им сметаат затоа што се дел од ова општество, а колку и да ни смета, тие се тука. Најчесто ние сега во овој момент бевме критикувани како организација зошто им отстапивме простор и тие да кажат што мислат, затоа што сите претходно објавувања во медиумите беа дека тие се диво населени, дека тие узурпираат место, дека тие живеат таму, дека тие им смета, дека палат железо, пластика, дека тука им прават проблеми, крадат, но никој не ги праша лично нив зошто се тие таму. Со нас денеска е господинот Алјуш Еминов, кој што е дел од групата која што живее на улица. Па така би сакале да го прашаме него, што се случува со вас? Што ви ветуваа до сега и зошто го превзедоа тој чекор институциите да ги извадат тие лица од тоа место, но тој проблем не е решен. Тие лица се уште се таму, но само им се срушени импровизираните куќички. Вака, генерално, значи, не се 2 години. 2 години се едно место, една локација која одбират. Проблемот е повеќе од 27 години. Има над 150 семејства кои варират на различни локации низ различни градови. Проблемот не е решен поради тоа што самата држава не ги гледа како народ. Значи, ветувањата се многу големи. Од година до година сите се надеваат на нешто подобро, меѓутоа не едната власт, не втората власт, секој се случува истото. Имавме една мала надеж, тронка надеж, пред новата власт која обеќа, лично на мене, например, министерка што е сега од Министерството за труд и социјална политика, дека работите ќе тргнат на подобро, дека луѓето не смеат да живеат така, дека треба да бидат сместени. Меѓутоа, постапување на новата власт, ова што денеска и вчера се гледа, ова ти е едно обично копи-пейст на минатата власт. Обеќана е локација во Визбегово. Во Визбегово требаше да се направат бараки од тврда градба, каде што овие бездомни лица ќе бидат собрани низ целиот град, ќе бидат сместени, ќе им се овозможат услови за живот како што се струја, вода, канализација. Меѓутоа, сместени се по домови каде што живеат деца напуштени од родители. Условите ни таму не се најсени, значи луѓето се жалат и од таму. Дел од нив веќе во неколку наврати изминативи месеци бегат од домовите, па под некоја чудна икс причина им се даваат и колички, дозволено им е шишињата да ги собират во самиот двор, само со причина да ги задржат. Има луѓе кои барат сместување, иако не е сејно, меѓутоа крајен случај го гледат домувањето и по тие домови. Меѓутоа, токму тие луѓе интересен е фактот што не сака да ги прифатат во истите тие домови, поради тоа што, како што кажуваат самите, биле во Центарот за социјална работа и били упатени на главната точка локација, тоа е Кале, требало да живеат 5 години во Кале,
да ги исполнат условите, па да бидат сместени во домот како што е Ранка Милановиќ. Како ќе оцена дека тие таму 5 години живееле? Има некоја членска карта, некоја партиципација, како тој ќе знае дека таму 5 години живеел и зошто мора 5 години да живее на отворено за да го згрижат во институција? Овака, не се работи тоа згрижување. Згрижувањето тоа е привремено, односно месец, 2, 3, 6 месеци, додека луѓето не се разбегат од камповите. Значи, условите, како што кажа ви предходно, значи не се баш најсејани за живење. Ова многу интересна работа е што навистина треба се побара одговор зошто 5 години се живее под кале. Дали е членска карта или што и како, тие луѓе се 27 години, значи на различни локации. Значи бездомник е бездомник без разлика дали живеел кај Стара железничка, дали е во автокоманда или живее под кале. Ако можат 7 семејства да бидат згрижени во Ранка Милановиќ и со тие 7 семејства да се манипулира во јавноста дека луѓето се средени, дека има напредок, тогаш се лажат. Зошто? Затоа што тие 7 семејства не се единствените. Од сите тие семејства и јас сум едниот од нив, што ќе проговори, меѓутоа ги има и сите други што ќе дават изјави во медиумите, народот да гледа дали тие луѓе се сместени како што тврдат невладини и владини институции или се уште истите како што и живеат 27 години. Она што е обеќано, нити имат намера да им го дадат, нити пак им го дадат. Ќе само да ве потпрашам. Дали тие луѓе сега ќе се сместат негде или ќе обидат на улица? Тие луѓе ќе чекат да се замине полицијата и градежните инспектори од општините што веќе ги рушат, значи тоа општина Центар, Газибава и така натака. Откако ќе се заменат, тие веќе стварите што ги имат спакувано, ќе си ги распакуваат и од истото место не мрдат, затоа што немат никаде. Си остануваат истото. Да, Џабир, повелете. Благодарам. Јас сакам да споменам дека наше сознание утврден е фактот дека многу малку, ако не и речиси ништо, не е направено со тие огромни средства кои се одвоени за подобрување на состојбата на човековите права на ромските заедници на ромската заедница во Македонија. Тоа што ние го гледаме во изминатите повеќе од деценија време, во текот на таа декада на ромите, како што ја нарекува агенциите на Обединетите нации, едноставно таа помош не допре до огромен број корисници, оние на кои навистина им требаше таа помош. И сметам дека тоа е проблем и одговорност не само на донаторите, меѓутоа и нивна, бидејќи со нивните бирократски и административни лавиринти не обезбедија доволна видливост и продорност во едно толку чувствително ткиво, како што се најзагрозените категории на граѓанките и граѓаните, во случајот на ромската заедница, туку и поради една крајно корумпирана политичка клика, која себе си се представува како политички представници на ромите. Тоа што ние денеска, а тоа го кажа и мојот колега Дехран, не гледаме политички представници на ромите на овој панел, е само уште еден показател за корумпираноста и за стравот од соочување со фактите, особено ако тие се представуваат од луѓе кои се најдиректно поврзани со најчувствителните теми во оваа тема. Само уште да споменам, во она што ние го следиме како Организација за човекови права, многу остро до многу очигледни и сепак болни граници го гледаме злоупотребувањето на ромската заедница во изборни контексти. Изборите најостро ја отсликуваат состојбата, политичката и општествената позиција на ромите во Македонија. Нивниот глас се купува со насилство
и со корупција, со подкуп, кој чини ни помалку ни повеќе 500 денари. Со 500 денари се купува волјата на цел еден човек, а потоа се фрла на буништето до следните избори. Ние видовме за 10 години повеќе изборни процеси, од кои некои повеќето беа предвремени, односно во крајно турбулентни услови спроведени, нели, со изборни измами, со кражби, каде што ромите беа навистина на крајно неприфатлив начин злоупотребени и ставени во менгемето на структурното насилство и на политичката корупција. Тоа мораме да го сопреме. Тоа мора да се сопре со жестоки, со решителни и со дефинитивни мерки кои треба да ги спроведат институциите во земјата, а не со декларации и советувања и со поставување на одредени временски, среднорочни, долгорочни планови и сето тоа. Проблемот го имаме сега и сега мораме да го решиме. Пред извесен период премиерот Зоран Заев во една дебата со невладините организации на прашање на една ромска невладина организација што ќе превземе ова влада во однос на ромското прашање, спомна дека повеќе нема да зборуваме дека ромите се неписмени, дека нивната писменост се брои на прсти. За среќа, во овој момент имаме, нема да речам десетици, можеби и стотици дипломирани роми. Не зборам само за средно, зборам и за високо образование. Но прашањето е, до Акив Кариман, знаејќи ги овој податок, дека имаме десетици, еве да речеме, ако не речеме стотици, десетици роми кои што завршиле образование, но во овој момент не гледаме ниту еден ром кој што е на некоја битна, значајна функција во општеството. На што се должи, дали може да кажеме дека оваа власт нема доверба во квалитетот на ромите и како тоа да се промени? Дали и уште едно дополнување на прашањето е дали ако веќе го знаеме фактот дека имаме десетици и стотици дипломирани роми, во истиот момент имаме коалиција со Амди Бајрам. Би сакал краток. Океј. Прво ја се навратам на периодот пред парламентарните избори, кога на прашање од публика, од страна на студент ром, премиерот Заев кажа дека младите роми сами ќе ги решаваат своите проблеми, дека новата влада, откако ќе се формира, тогаш уште не беше формирана, дека ќе ги решаваат, ќе имаат можност да ги решаваат своите проблеми. Меѓутоа, еве, помина повеќе од една година, се уште го нема ангажирано ни советникот за ромски прашања во неговиот кабинет, камоли за повеќе. Имаме неколкумина кои што се на повисоки раководни функции. Ја ги познавам двајца, за други не знам. Во улога на директори, не зборувам за политичките позиции. Меѓутоа, не се на позиции кои што реално можат да придонесат за подобрување на состојбата и на статусот на ромите. Ако ме прашате зошто, не би можел да одговорам, затоа што не сум бил присутен на преговорите, не сум бил тој кој што преговарал што треба да добиеме како заедница, што ни е важно и како треба да се поставиме за понатака. Предпоставувам бил мал капацитетот за преговарање понатаму. Сега една груба споредба, например, ако сега имаме само министер без ресор, претходно имавме и заменик министер во рамки на Министерството за труд и социјална политика и плюс помошник заменик министер за внатрешни работи. Сега имаме само министер без ресор. Веројатно е до капацитетите на политичките партии, а може би недовербата во ромите како електорат и сознанието дека можат полесно да ги добијат гласовите на ромите. Да се надоврзам на тоа што го кажа Џабер. Кога го правевме прилогот за
рушењето на куќите овие во Урбан парк, ми пристапи еден од постарите таму од групата и ме праша, ќе има избори сега нешто скоро? Му реков не, ми века па дека дојдовте вака, века ја мислев избори да не има, века па ако има избори, века барем знаеш, века 500.000 денари да купиме нешто за децата. До тој степен не дојде на работата, иако закони има, еве не се спроведуваат, правевме нели и ние напори, деки соработувавме нели за да го докажеме тоа и сите методи кои што се користат, меѓутоа никој не сакаше да слушне, а од друга страна па и самата заедница не се осмелуваше да ги пријави таквите случаеви. Ако може да се коалицира со политичари кои што реално не носат повеќе од 50-100 гласови од најтесното семејство, ја не гледам проблем да се коалицира со Амди Бајрам, кој што сепак носи многу повеќе гласови. Со насилство и со корупција? Дали користел насилство или корупција? Сега, ја протестирав самиот нели против тоа што го бранеше исказот за влечењето на циганите за уши. Меѓутоа, тој човек сепак има вработено многу повеќе роми и образовани роми од било кој друг. Додека другите политичари кои што се исто така сега во владината коалиција наплаќаат по 3 до 5.000 евра за да вработат. Некој да дадат работно место, зашто нели сега свесни сме. И денес верувам дека е така. Ако си партиски послушник, член активен, имаш поголеми шанси за вработување, нели? Е така. Секој си имаше одредена квота претходно, дел од политичарите наплаќаја 3 до 5.000 евра, овој нема наплаќано. Сега во сето тоа зло, и ја имав директно закани дека ќе ме тепаат, ќе ми ги кршат нозете со палки, дека немав пристап да одам во шутка. Значи предходната владеачка структура генерално. Тоест и сегашната владеачка Па и сегашната, да. Што е дел од оваа влада. Иако ги знаеме сите овие податоци дека со такви методи предходната власт се ги користеше против активистите, но повторно тие активисти останаа на улица, тие што користеле такви методи сега се повторно од владеачката структура. Ке се надобрзам. Тоа е проблем сепак на најголемата владеачка партија. За жал. До Алјуш, спомнавме стотици, десетици студенти образовани роми. Има фама и сите кажуваат дека нели бездомниците прават по 10 деца, не ги пуштаат на училиште и дека тоа е голем проблем. Што државата и институциите направиле за вашите деца да им овозможи право на детство, да биде дете прво тоа дете, и дали државата им овозможи основни услови за тоа дете да може да посетува настава? За утре да стане граѓанин кој што ќе може да биде дел од општеството, кој што ќе му се пружат сите можности подеднакво на сите останати граѓани во државата. Овака, значи, кога збориме за бездомници, значи на сите не е јасно за какви луѓе станува збор, за какви деца станува збор. Училиштата не ги прифаќаат. Тоа ќе го кажем кратко и јасно од лично искуство, поради што и моето дете, односно второто дете, не сака да го запишат во истото училиште каде што ми беше од време запишано првото дете. Наводно се работело за грешка во личната карта, по адресата, па одев до Министерство за образование, кај директор по општина, не успев ништо. Значи, темата е, тоа дете според нив парлјаво, неписмено, тоа се тепа, така да ниту едно училиште не го прифаќа. Сега што се случува? Се случува тоа што невладини организации шетаат по нив, значи онаму каде што живеат, со превозно средство комбе, ги собираат по 10-15 дечиња, ги носат во некој центар кој наликува на училница и тука ги образуваат. Значи, образованието не им се признава од страна на државните институции. Тоа е случај со мојата 20 годишна ќерка. 8 години
буквално ги има изгубено и на крајот училиштето не го призна. Значи имаме сегрегација во училиштето. Во училиштето, да. Значи не ги прифаќаат онака како ромчиња да ги запишат во училиште, нема теоретски шанс. Значи ние веќе сме имале случај на Тимјани, ако веќе го збориме. Значи не само во случајот да не се прифатат децата со посебни потреби и ромите кои што немаат услови, на некој начин се деца со посебни потреби. Како можеме тој проблем да го решиме? Господине другар Дерана. Јас кажав и претходно, а тоа е дека кога ќе го установиме проблемот, тој мораме веднаш и решително да го решиме. Нам нема да ни помогне да станеме похумано, цивилизирано општество, ако подготвуваме и декларираме програми за поддршка на ромската заедница. Ромската заедница во светот е позната преку своји интелектуалци и уметници, кои се од највисок ранг. Меѓутоа, овде не успеваат ни основните човекови права да си ги задоволат. Тие немаат право на живот. Тие немаат право да купат за своите пари ни леб, а да не бидат дискриминирани на различни начини. Да не бидат мета која ги прави нив посебни, различни. Зошто? Заради тоа што се роми. И тоа е многу сериозен проблем кој го имаме сите во оваа земја. Сите се одговорни до еден. Особено оние што молчат и што ја наведнуваат главата кога сведочат на такви ситуации. Било да е тоа во редот во супермаркет, на улица или на училиште. Било да е тоа некој што молчи пред очигледната расистичка, да не кажам нацистичка пракса која што ја спроведува некој негов колега или колешка наставник-наставничка во училиште. Од најмали нозе знаеме сите дека ако сме имале представник на ромската заедница во нашиот клас, тој бил поинаку третиран од наставниот кадар. И тоа до ден денеска се случува. А велиме дека живееме во демократско општество во кое се почитуваат човековите права. Мислам дека за ова треба да ги повикаме на одговорност сите луѓе, сите граѓанки и граѓани, меѓутоа, повторно ќе кажам, највисоката одговорност за ова се во две категории. Едната се институциите кои не го почитуваат словото на законот кога се работи за заштита на човековите права и слободи, а второто е ромските политичари, односно политичарите кои себе си се представуваат како застапници, представници на ромската заедница во Македонија. Луѓе за кои знаеме дека се и криминалци или пак криминално се однесувале со години, ако не и со децении, ги гледаме се уште на многу високи нивоа во општеството, во државата, меѓутоа и во сопствената заедница, како носат бунди од бизон или пак им покажуваат среден прст на демонстранти за човекови права и ставаат разноразни луѓе во кафези и ќе им даваат голови со пета. А потоа, извинете, ама не се согласувам, потоа се појавуваат и како работодавци. Да ги прашаме само тие што работат за ваквите луѓе, во какви услови работат, колку се платени, како кон нив се однесуваат токму тие истите газди. Мислам дека проблемот ќе биде решен ако сите го кренеме гласот во исто време и побараме од институциите да ги заштитат законите, а со тоа и човековите права и слободи на ромската заедница, а второ, да ги повикаме, да ги покажеме и да ги земеме на одговорност оние кои себе си се представуваат како представници или застапници на правата на ромите. Меѓу ромската елита, политичка елита, па и бизнис.
елитата. Пред некој ден се отвори аквапарк, се отвори и базенот во аеродром, денови веројатно ќе се отвори во Снупи во Белес. Измината претходната година имавме серија на неколку сведоштва на роми дека не беа пуштени во базените поради нивната етничка припадност, иако за ги исполнуваа сите права. Годинава очекувам дека тоа нема да се случи, нема да имаме такви немили настани и институциите ќе бидат на повисоко ниво. Уште нешто што би сакал да споменам е дека претходната година имавме 4 случаи на починати роми во македонските затвори, кои што во сведоштвата на нивните родители слушнавме дека кон нив се однесува многу нехумано и нечовечки само затоа што се припадници на ромската етничка заедница. Случаите се заташка, случаите помина, случаите во македонската јавност остана како уште едно циганче помалце. За среќа има институции кои што случаите не ги оставаат така. Во овој случај за тие 4 почитанати роми во македонските затвори има судска во Ромски центар за правата на ромите од Будимпешта го води случајот и се надевам дека правдата ќе биде задоволена. Би се навратил со Алјуш, па потоа мислам дека би можеле да им дадеме простори на публиката да кажат некој свој став, некој свое размислување, некоја сугестија како би можело да се реши проблемот со најгорливите прашања кои што пред се ги застапуваат ромите. Дали на вас ви понудија одело? Не разбирам. Имаше информација во медиумите дека ќе се поделат 2000 одела за лица од ромска етничка заедница по повод Бајрам Рамазан. Дали на вас некој дојде и да ви понуди одело? Дали би прифатиле таков поклон? Дали би прифатиле таков пакет со прехранбени производи, некој да дојде и да ви даде, а пред тоа да се слика, да ве стави на Facebook, на не знам, на некој YouTube канал дека ви даде пакет со производи? Кај мене не. Кај мене и моето семејство тоа не се случува, меѓутоа кај сите други да. И ова рушење во што беше сега во паркот, веќе на другарката Сенада која беше на лице место и беа побарани 2000 денари, затоа што некој пред да стигнеме ние им дал 1000. И тука за малку ќе дојдеше и до физичка пресметка, значи едниот од безумниците кој беше срушен поради тоа што не ги доби парите, имаше намера дури физички да ја нападне. Значи сакам да кажам дека луѓето кои да иде да ги слика, да ги снима и го имавме и истиот проблем кога стигнавме таму кој што ни рекоа гасете свет ако не сакате да ви степаме. Не, ниту да платиме, само што стигнавме ни беше кажано дека ќе ни степаат ако не престанеме да ги снимаме, да ги сликаме, но подкако им објасниме дека не сме членови на политичка партија и дека не дојдовме таму поради политички поени, тогаш се смирија и дозволија да ги снимаме и да ја кажат својата приказка што испадна во јавност. Тука доаѓа до револт, значи годините уназад се случуваат истите работи, значи ги сликаат, ги праќаат снимките надвор од Македонија, барат од некои секти, да кажам, низ светот, помош за истите тие, ги прикажуваат како нема да јадат, како нема да живеат. На жиросметка им доаѓаат пари, после тие пари они си ги задржуваат самите за себе. Последен случај беше кога од 7.500 евра, значи ова ви кажам чиста информација, тие пари завршија во джеп, меѓутоа одвои, собственикот што ги доби парите, одвои пари за една скара да им направи. Значи 7.500 евра една скара кошташе.
Од тогаш луѓето се научија, значи, кој како да појде за било какво прашање да биде изјава да земе, луѓето очекуваат пари, значи. Се научија да барат 1000 или 2000. Би сакал еден случај да ни раскаже Хазизе Јонузи од Тетово, кој што пред извесен период за време на Ѓурѓовден, Херделези, бевме во една ромска населба 29 ноември во Тетово. Тоа е во центарот на Тетово, каде што живеат две фамилии, поголеми фамилии Красничи и Ајвази, кои што снимавме во какви субстандарни услови живеат. Благодарам. Вака, значи, тие семејства ја веќе 3 години ги посетува и одлучивме, случајно тоа беше еден семинар во Маврово со колегиве, да кренеме иницијатива за да им помогнеме на тие фамилии што живеат таму. Верувам сите сте ги гледале тие снимки, тие слики, тие живеат, значи, не знам дали би се нарекувало тоа живот, тоа е мизерија како живеат тие. Како што спомнавте и вие, сите тие категории, значи без вода, без канализација, катастрофа живеат. Жалосно секогаш кога сме ги прашале дали некој ве посетува, тие секогаш кажале никој не посетува. Иако имаше поплава во Тетово, исто никој не ги посетуваше, ние невладините организации хумани што бевме, ние ги посетувавме и од тогаш почна и помошта да им се даде. Кога ги прашувавме дали некој од политичариве, од функционериве, невладиниве организации ве посетува, сите кажуваат дека никој не посетува. Интересно е што таму живеат горе-доле 150 луѓе, од кои 90 и нешто се деца. Струја му плаќат на еден човек. Тоа е хаос, значи катастрофа е. Има семејства што немаат лични карти, воопшто, значи скоро 40 жители немаат лични карти, а некои од нив живеат на вистина многу убав живот. Од разлика од другиве што имаат лични карти, а живеат катастрофален живот. Така да би сакала малце да се надоврзам со Акив, кога рече дека Амди Бајрам повеќе, значи, вработува, а има многу едуцирани роми и многу од нив и ја ги познавам, како Акив, Сеат и многу други, и мило ми е за тоа, но дали подобро е еден квалитетен кадар да биде невработен и цел живот, значи не сега буквално не цел живот, туку да се труди за нивните луѓе да живеат живот како што живеат сите други, отколку да се вработи преку некој така наречен Амди Бајрам и цел живот да биде корумпиран. Значи да не може само за свој џеп. Така, да, значи да, мора. Значи 3-4 години што ги посетуваме населението, тие живеат катастрофален живот и никој не се грижи за нив. Така да мислам дека тие едуцирани роми треба навистина да креват глас, а не да одат по протести. Што од протести, бе? Ништо. Значи, секој ден да им се даде помош на тие луѓе, без разлика каква помош имаат потреба тие, а за протест не знам. Тоа е, значи горе-доле. Хазизе, па да, може да реплицираш, потоа микрофонот би го дале на Љатиф Шико. Сега че испаднам некако како правен застапник и пиар на Амди Бајрам, мислам, ја не се ни познавам со човекот. Немој да се грижиш. Добро. Вака, значи, тој го користи тоа што системот му го дава, како и сите други политичари. Значи дека ние треба да работиме на промена на системот. Еве нешто што почна да се случува изминативе година дена и на тоа сакав усари да дадам една поента. Вчера еден избирачки список, еден изборен модел све зависи од тоа колкав би бил прагот, дали воопшто би имало праг, затоа што ако има праг тогаш ќе биде многу потешко за помалите заедници.
Јас сакав да коментирам кратко околу пописот кој што се планира во 2020. Нели директорот на Државниот завод за статистика на неколку пати излезе со изјава нема потреба од етничка графа, ќе одиме само со јазикот кој што го зборуваат заедниците. Па сега ако земеме во предвид дека само во Тетово, Скопје и Куманово мнозинството од ромите го зборуваат ромскиот јазик, ние ќе испаднеме околу 20.000 роми во Македонија, што е за помалку од 50%, да. Би се намалила бројката на роми, тоа е една работа. Друга работа, вчера размислував, се надевам дека не сум во право, еве добра прилика да го споменам тоа. Следејќи пресконференцијата на премиерот во врска со договорот со Грција за името, ја искрено гледам опасност кога ќе се отвори уставот и ревизијата на тие членови кои што треба да се менуваат, да не се искористи тој хаос и на брзина да се скинат сите други етнички заедници и да се стави само формулацијата како заедници под и над 20%, што исто така и со устав и понатаму со закони би ги намалило правата на заедниците. Не верувам дека такво нешто би се случило, доколку би завршил, би сакал да Добар ден на сите, јас сум Љати Фешиковска, доаѓам од невладината организација Амбрела, која делува на локално и на национално ниво, иначе нашиот простор се наоѓа во општина Шуторизари. Денешнава дебата ја поздравувам, особено ми се свиѓа мотото кој ги тркала ромите. Ја ќе дадам свое видување и видување во однос на нашата организација, што прави во делот на отварање и решавање на ромското прашање. Според мене, ромите ги тркала преди се државата, нашата држава, потоа доаѓаат политичарите секако ромски и неромски и на крај ние или дел од нас како невладини организации ромски и неромски. Ја би сакала да се осврнам на, за жал, ние ромската заедница во Македонија имаме навистина многу проблеми и едноставно не знаеме понекогаш каде да дадеме приоритет. Ако не прашате, за нас е се приоритет, меѓутоа мора да се оди едно по едно. Во последниве неколку години нашата организација е фокусирана на лицата без лична документација и во моментот спроведуваме еден проект наречен Надвор од кругот невидливи за општеството, бидејќи овој горлив проблем трае веќе десетина години и во последните 10 години исто нашиот фокус е ставен на бездомништвото или како што ги нарекуваат бездомни семејства. И морам да напоменам и јасно да кажам дека Амбрела овој дел го следи 10 години и дека го правиме на волонтерска основа. Значи немаме проекти, немаме ресурси, меѓутоа спремни сме да помогнеме на тие лица кои ги нарекуваме бездомни лица, но сметам дека ние треба да бидеме и многу пореални преди се да бидеме само критични. Ние истражувавме последнава година колку навистина од овие семејства се вистински бездомни семејства. Дојдовме до една бројка каде што повеќето од нив имаат живеалишта, лоцирани се низ Скопје, особено во Шуторизари, и точно имаме податоци кои се тие семејства што имаат живеалишта. Некои од тие живеалишта се во добра состојба и може да се живее, а некои се во субстандардни услови каде што и тие се лоцирани и едноставно понатака ќе видиме што се можеме да направиме за да овие домови им се адаптираат, се поправат, се санираат и се реконструираат. Меѓутоа, некои од говорниците, или конкретно ќе кажам господинот Алјуш, изнесе некои податоци за кои јас не се согласувам. Некојаш кога дискутираме, ние треба точно да знаеме, да имаме точни информации кога дискутираме и кога споделуваме во јавноста. Јас ќе се надорзам повторно над бездомништвото, бидејќи во овој момент нашата организација помага и работи со бездомните семејства, ќе кажам под наводници,
каде што се сместени во Ранка и дел во 25 мај. Тоа се бездомни семејства кои минатата година, 2017 година, јули месец, беше мапирана од страна на Министерството за труд и социјална политика и беа мапирани, направени значи интервјуа и дата база вкупно на 33 семејства кои тогаш во тој момент беа затечени таму. И Министерството кажа дека на овие семејства ќе им се биде помогнато, ќе бидат временно сместени во овие два објекта каде што сега ги напоменав и дека за нив ќе следува дополнително локации и дислокации во одредени други локации како што е во Визбегово и дел од бездомните семејства кои секако без да се согласат не може никој ништо да им направи. Значи со согласност нивна може да продолжат да живеат во Ранка. Тоа значи дека сите услови се многу подобри од условите под Кале. Ние сме биле сведоци, некој од вас може би бил ги посетил, може би не. Меѓутоа, ние сме постојано тамо со нив и ги гледаме тие услови. За жал, Министерството за труд и социјална политика има само еден ресурс, и тоа е Чичино село во Сарај, каде што е ограничен бројот да се примат тамо одредени семејства и она што највеќе даваат отпор овие семејства е тоа што не сакаат да бидат сместувани тамо поради нивни причини, безбедносни и останати причини, и тоа е разбирливо и тоа го поддржуваме. Значи, ако не сакам ја, мене никој не може со сила да ме однесе. Втора работа, значи, условите во Ранка и во 25 мај, според нас, бидејќи ние сме секој ден тамо, и тоа го гледаме, се добри. Тоа значи дека тие семејства јадат, значи земаат оброк, може слободно да работат, да собираат одредени секундарни материи, затоа што тие сами побараа од Министерството да им дозволи, за да можат да работат, затоа што сепак треба да екзистираат, нели? Трета работа, значи ние таму работиме со нив во однос на зајакнување на нивните капацитети, само зајакнување, градење на одредени социјални вештини и она што по мене е многу битен факт, значи се работи за 56 деца кои се на возраст од 0 години, значи од 0 до 17 годишна возраст. Ние веќе ги запишавме тие деца, бидејќи беше спомнато дека не одат во училиште, но кога некои работи се организираат системски, значи тука немаш кај да бега државата. Овие проблеми во однос на ромите се системски и така треба да се решаваат и од тоа ние како невладина организација или било кој нема да отстапиме. Втора работа, значи во предучилишна возраст сега запишавме и тие деца што се на училишна возраст, сите се запишани. Ние очекуваме од септември и да стартуваат. Но она, ќе отстапам, ја имам многу работи да кажувам, да зборувам, за урбан парк, ќе се надоврзам. Јас бев деновиве со нив, за да видам што се случува и да видиме што ние можеме да помогнеме. Значи, тие сега во моментот не се веќе тамо, кога требаше последниот ден, првото рушење кога помина, или второто останаа уште 3 семејства, и отидов тамо, видовме, беше и полицијата, на еден добар, на еден мирен начин, им беше окажано и цело време бев тука додека тие не видов дека постапуваат како што треба, за да не дојде она до насилно. Ние сме сведоци дека полицијата се знае како настапува и што се прави. Значи, тие семејства се дислоцирани за жал. Им беше понудено да отидат во Чичино село, одбија да отидат, други ресурси Министерството немаше, така да сега едно од тие семејства е под Кале, а другите две семејства се под мостот ондека и Вардар. Значи, јас сум постојано со нив во комуникација, да видиме да најдеме некое соодветно решение да не останат сепак надвор. И тука ќе завршам, ако има потреба, ако нема дискутанти, би дискутирала ја уште многу. Беше спомнато дали сме сега ние владини или невладини. Ја ќе зборувам за нашата организација. Ние сме невладини организации и така ќе останеме. Било кој да е на власт. Само што е разликата? Претходната власт, сите ние бевме сведоци, вршеше невидена тортура врз нас, како организации, па дури сака и да не затворат. Амбрела претрпи многу штета, значи, да не зборувам, веќе и Џабир знае, ако ти текнува Џабир на
председателските избори кога градоначалникот се дрзна и физички да ме нападне, финансиски вакви и такви, небитно. Јас сум тука со вас и ќе останам. Од ние на власт нема се плашиме. Разликата е што сега оваа власт има комуникација, сака да соработува со нас. Тука ќе застанам, благодарам. Колку што свативме дека ние уште во формирањето на новата власт беше ветено дека ќе се отвори прифатилиштето во Визбегово каде што ќе ги сместат во контејнери ромите, но се уште не гледаме некаков напредок и не знам до кај е процесот и кога тоа ќе се случи. Колку што сум информирана, тие луѓе кои што им ги срушија домовите, им беше ветено дека до јуни, до крај на јуни ќе им биде обезбедено сместување во Визбегово, но ете немаме представник од Министерството за труд и социјала. Повелете. Да, ние сакавме лично од некој од Министерството тоа да ни го каже или некој од представниците на работната група, но ете, ако вие сте во тек можете се согласувам а со потоа тебе. ќе дадеме збор на Маја. Се согласувам со тебе дека мене навистина ми е жал што нема представници од институциите и од министерствата и не ни е тоа за жал прв пат да ни се случуваат одредени настани вакви такви па ги нема, меѓутоа бидејќи јас сум во тек и имаме сознание, значи да расчистиме една дилема. Значи, семејствата се прашувани кој каде сака да биде сместен од страна на Министерството. Од овие 22 семејства што во моментот се сместени во Ранка и во 25 мај, 10 од нив сака да останат во Ранка, да продолжат да живеат. Додека останатите очекуваат да се сместат во Визбегово. Овие активности треба да се спроведат до крајот на јуни месец. Значи овој месец до крајот, така е. Во моментот се прават одредени активности кај становите кои ги користеа претходно бегалците роми од Косово, бидејќи тие сега се реинтегрирани, се прави обновување, реконструкција и реновирање на тие станови, што мене лично, ако ме прашате, се многу подобра опција, бидејќи се станови и ги има негде околу 20, отколку да им се дадат бараки и etc. Значи, има опцијата Визбегово останува, декран. Значи, опцијата Визбегово останува. Дали ќе бидат тоа во станови сместени или во бараки, останува таа опција. Јас имам едно прашање до вас, господја Лјадева. Значи, велите дека проблемите на ромите се системски. Јас ја го поздравувам вашиот успех што сте успеале да запишете 50 и колку деца? 56 деца и велите дека значи проблемите се системски и дека кога вие ќе притиснете државата нема каде да бега. До кога ќе бидат овие услови за ромите? Зошто овој господин не може да го запише своето дете на училиште онака како што можам јас? Маја, прашањето ти е на место. Ние долги години се бориме во однос на дискриминација, сегрегација на ромските деца во училиштата, но ние секогаш ќе бидеме коректори и секогаш ќе ја притискаме институцијата образовна или не знам која, дека тамо некаде нешто се случува. Еве најново сега со Битола, знаете дека македонските ова најновата информација сега во Битола што се случува, родителите македонци не сакаат, ги отпишале децата од това, така да тоа не е тоа денешно нешто не е ново, меѓутоа за жал ние како што рече и Џабир, ако не се лажам, ние мора постојано да сме гласот на народот и постојано да дигаме прашина и да создаваме критична маса за да свати било која власт дека нешто се случува. Се согласувам со тебе дека тоа не е наша работа. Институциите треба да се на терен, институциите треба да видат што се случува. Меѓутоа, се уште ние не сме дојдени до таа фаза каде што и за нас ќе биде порелаксирано, а и за самите институции за кои се тие платени тамо некој да ги работи овие работи што треба да ги работи. Иначе во однос на дискриминација и сегрегација во училиштата на
во однос на запишување на роми постоела и ќе постои, но затоа сме ние тука, како што каже и господинот Алјуш, не му го запишуваат детето, да се обрати тамо кај што некој работи на оваа проблематика, па да реагира, па да го запишат. Но се согласувам зошто тоа така да е. Значи, јас немам потреба да одам да молам некого или да бркам работа, некој да ми го запише детето. Ако добро ме разбрате, значи едното дете веќе 9 години ми учи во училиштето. Значи, одам по редовен пат да си го запишам второто дете. Втора работа, рековте дека представувате Амбрела, давате информации како да работите во Министерство за труд и социјална политика. Баш ме интересира од каде кај вас тие информации дека до јуни месец ќе бидат завршени тие работи. Ќе ве прашам во кое својство вие лично ги носите изјавите на терен да ви ги потпишат, кога изјавите треба од Министерство за труд и социјала да шетат луѓето да ги потпишуваат. Кои се тие луѓе што на тие луѓе обеќале станови дека ќе им дадат за да ги потпишат изјавите, како што рековте, тие луѓе се сите писмени и да не ги вреѓам. Дали бевте вие таа што рековте дека до пред една година ќе потенцирам пред да стане Мила Царовска министерка, вие бевте тие што заедно се боревме против ова што денеска се случува. Денеска вие застанавте во одбрана на министерството. Овде им изборите за системски, а од тука ги давате информациите како лично вие да ги завршувате. Која е конекцијата помеѓу Амбрела и Министерството за труд и социјална политика? Зошто вие изјавите, лично вас ве прашам, зошто вие ги терате луѓето да ги потпишат изјавите? Вчера бе во 25 мај. Ниту едно дете или семејство нема во 25 мај и немаше кој да ме пречека да разговарам со некого. А тие 56, што вие тврдите дека ги запишавте, со глава гарантирам дека не се деца на бездомници, како што беше поставено прашањето. Значи, кој од бездомниците 56 деца има запишано во редовно училиште? Не кај вас, редовно училиште. Бидејќи кај вас не се признава 8 години изгуби. Благодарам. Значи, Алјуш, ја го разбирам твојот револт, повторно одиш со неточни информации, не знам по кој пат. Меѓутоа, јас, како Љатифа и како организација, не сум должна тебе да ти дадам отчет. Тоа е првото. Втора работа, пошто ти истражуваш, оди во градинката, оди во училиштето, да ти кажам каде се во Браќа Рамис Хамид, тамо да си провериш. Втора работа, ние директно соработуваме и ги поддржуваме бездомните семејства во Ранка и во 25 мај, а тоа што ти вчера не си ги нашол, може би излегле негде тие луѓе, не се врзани да седат во домот, излезени може да биле. Така да ја не сум должна тебе отчет да ти дадам. За изјавите и тоа ти се неточни информации. Љатифа не однела некој да потпиши, тоа не е моја работа. Тоа го направија центрите за социјална работа или социјалните работници. Така да, Алјуш, во иднина ја ќе те замолам. Со мене ти така не можеш да дискутираш. Дозволи сега. Дозволи. Кој ти викал? Алјуш, значи ја пак ќе ти кажам. Ама ја пак ќе ти кажам, јас од тебе немам ништо и не сум должна отчет да ти дадам. Ја не давам лажни изјави. Изјавите ги даваш ти самиот. Лажни овде со. Ја кажувам факти и докази. Оди во градинка, оди во училишта, провери дали се запишани. Па ти кажав, деца од Ранка и од 25 мај. Оди тамо и друг пат, внимавај како дискутираш и разговараш со мене. Зашто? Знаеш што, Алјуш? Зашто ти тој беше што ми се уаше и сабота и недела, аман думан дојди во полициска станица, беко ми треба помош. Така? Така? Не се смени, ништо. Ништо не се смени. Јас никогаш во животот не сум влегла во полициска станица. Влегов поради тебе. Јас и ти многу добро се познаваме, ама вака не можеш со мене да дискутираш. Но ве молам да останеме во дискусијата. Господинот побара збор. Јас сум Рамче Мустафа, председател на Романи Ланд Јавин Аманесер.
нова невладина организација. Наше действување е литературата, културата, но ме испровоцира кој кого врти и зошто со ромите. И едно директно прашање, како се станува бездомник? Основата на прашањето е како се станува бездомник и зошто се станува бездомник. Одговорниот за бездомништво, не знам која функција има, ако ја има некоја функција, ќе го објасни принципот и начинот како се станува бездомник. Јас тоа не го знам и мене не ми влегува во да се откеив, тоа ние порано го икавме чергарење, номадски начин на живење. Сега да се биде бездомник во овие години, значи нешто мора да фали во коренот на нештата. Тука треба да се види што е тоа и тоа што е црвливо, тоа што е расипано да се острани. Значи хируршкиот рез треба да се направи тука. Па ајде да слушнеме што е тоа. Еве ти жив пример, накратко ќе го објаснам животот на Алиш. Значи јас сум домско дете, израснав во 25 мај, таму се школував, таму завршив. По излегувањето домот, како и секоја држава на таков штитеник, му овозможува работа и стан. Место каде што ќе продолжи да живее по едуцирањето во самата установа. По излегувањето домот 91 година, тоа не го добив јас. Ме ставија на чекање. Помина 2 години, ништо не се случи. Под притисок бев, бидејќи бев на улица, значи без родители, се ожени во Скопје. Све беше добро до 2001 година, откако почна да рушат, поради тоа што нема документација за куќата. Значи, родителите на мојата сопруга имале куќа од пред 63 година, која според уставот покасно испадна дека се сметало за легална, меѓутоа кај нас испадна нелегална, си плаќавме давно на имот, струја, вода и сите тие работи. Куќата ни ја срушија прв пат 2001 година. Од тогаш до 2010 9 години, како да кажем, на месец, на 2, на 3 доаѓа да рушат. На крајот одлучив да го напуштам местото поради тоа што веќе полицајци во цивилна облека дојдоа сред ноќ, да не кажам после 2 часот. Бевме претепани јас, керка ми, сопругата, дедо ми кој имаше 78 години. Цело семејство бевме претепани. Кога видов дека се отидени до толку, веќе бев принуден да го напуштам местото, поради тоа што никнал ПИУМ, пензинско инвалидското, тоа каде се наоѓа во аеродром. Од тога живеев во Комбе 2 години. Значи, во Комбе живеев. Сега моментално сум во напуштена куќа, која сега кај да за 1 месец или 2 веќе се почна со некоја изградба на зграда, така да пак ќе си се вратам во Комбе. Значи, корено што го барате, кај нас ромите, неретко некој ги има оние тапи, имотни листови или такви работи, значи живеат 30-40 години и некој да дојде после тие години да ти ја сруши куќата, ти каже дека земи си ја куќата, носи се ја, меѓутоа земјата е на државата. Не сме имале договор со СИС, не сме го откупиле земјиштето, а тоа беше непосредно пред законот да се откупи државно земјиште по 1 евро. Најверојатно претпоставам поради тоа и одлучен на чекорот физички да не нападнат, само да се трнеме да го изгубиме правото на земјиште. Така се станува бездомно. Ја само на кратко, значи според тоа што го слушав додека дебатира, ако сме невладина организација, зашто ја имам невладина организација, значи представуваш една група на луѓе, интересна група од луѓе. Верувам и многу сум сигурна и така треба да бидеме отчетни спрема тие луѓе, зашто госпоѓава кажа дека не мора тебе да ти дадам отчетност. Баш нему како група
што има таа проблематика, ако вие, значи, работите на таа проблематика, треба да му дадете отчетност. Заради таа неотчетност, нетранспарентност, ние сме тука каде што сме. Каде одат сите тие пари, ние не знаеме. Било роми, било албанци, македонци, без разлика. Ако сме невладини организации, треба да дадеме отчетност. Да. Да, само на кратко за тоа во врска со уставот, дали ќе бидеме 20 или повеќе или помалце, ние треба како невладини и како граѓани да се грижиме за животот на тој што ни е комшија или што е во наше откружување, а за тие работи ќе одлучуваат експерти. Правам виновници сите невладини организации кои што стави Алјуш да биде случај од 20 години и повеќе, затоа што тие невладини организации со сеќа почеткон неколку, но изминатите неколку години милионски суми се прелеани во сите невладини организации. Од типа фондови, Европска унија, меѓународни организации. Каде се тие пари? Какви резултати досега сме вишли од тие невладини организации? До кога ние само ќе се собереме по трибини, тркалезни маси, дебати, ќе дискутираме дека државата секогаш е крива, дека Амди Бајрам секогаш е крив, дека Курто Дудуч или било кој или Самка е виновен? До кога ќе ги кривиме другите луѓе, а ние не си ја бараме вината малку кај нас? Да не споменувам неколку невладни организации кои зеле над 300.000 евра изминатата година, па и оваа година. Луѓе, треба да се засрамиме сите, затоа што дозволивме Алјуш да биде случај повеќе од 20 години. Јас само тоа ќе го кажам. Ви благодарам. Даниел, ви благодарам за излагањето, токму тоа и ние го спомнавме, но морам да те малце коригирам. Да, и ние сме против тоа да некои невладини заработуваат на грбот на Алјуш, на мене или на слични како нас, но проблемот не може да го решат невладините организации. Одлуките ги решава, како што спомна, Амди, Куцо, Нецо, тие ќе мора да го подпишат. Да, но Значи ти со 100.000 евра, со над милион 1000 евра. Така. Да не можеш случајот најлуш да го решиш, па срамота се согласувам со тебе, но во овој случај може да направи многу што може да прави во собрание, да лобира. Луѓе да се разбереме. Значи ромските политичари добиваат онолку колку што можат да добијат од страна на државата согласно процентуалната застапеност во Македонија, согласно нивните можности за лобирање. Знаеме дека зошто мора јас да бидам некој, да ми ги застапува некој моите права поради моите процентуална застапеност? Зошто да не бидам еднаков со сите останати граѓани во државата? политичката ситуација не е само за нас ромите. Па нека се тргнат од политичката Требаше да ситуација. се буниме на времето кога сме го добиле Охридскиот рамковен договор дека знаеме дека сите е дискриминирачки и така натаму се да не отвараме. Јас се Работава дека во Македонија така функционираат работите и треба да се согласиме со тоа. Амди Бајрам како пратеник и Самка како пратеник се двајца кои што имаат кои што создаваат мнозинство без нивните гласови, не може да се донесат закони во собранието. Така да ако некој се гласа може да се слушате вие двајца, малце го слушате, вие се слушате сите. А може ли да не го прекинувате нашиот колега? Не, кажувам дека доколку Амди или Самка се таму само како гласачка машинерија, која што немаат глас, која што се телевизор без глас, во таква влада не би требало да постојат. Нека се тргнат од владата, тогаш владата нема да има мнозинство за да гласа со 61 пратеник за да донесе некаков закон. Ако гласот на Амди и гласот на Самка не се таму, немаше да се донесе еден куп закони. Зошто тогаш не може да влијаат на такви да им речат: луѓе, ако сега овие стотина роми им треба една зграда само да се изгради, затоа што и тие се луѓе кои што, да, можеби сега они не знаат да живеат во станови, но со тек на време ќе се навикнат да го користат лифтот, како се уклучува да се качи нагоре и да се спушти надоле. Ќе знаат да утре своето дете да го однесат во училиште. Затоа тие политичари функционираат не за лична корист.
Тие се представници на ромите, не само на представници на Алјуш, туку се представници и мој, како што рече, сум избркан од работа заради политичката ситуација. Зошто да бидеш избркан заради политичката ситуација, ако ти си квалитетен кадар, кој што треба да работиш на тоа место, не затоа што ти си таму заради политичката партија. И сега на твое место ќе дојде некој друг заради неговата политичка партија со нула квалитет. И какво образование тоа утре нашите деца ќе имаме? Затоа велам дека најголемиот проблем го носат политичарите. Невладините организации се тука кои што може да помогнат. Да, некои го злоупотребуваат тоа, но невладините организации не може да влијаат во одлуките. Не може да донесат одлука и да гласат во собрание. Затоа се создаде во собрание работна група за правата на ромите. Токму тие луѓе кои што денеска ние ги викнавме да кажат зошто се создадена таа група, нив ги нема. Денеска не се тука они да ги слушнат нашите проблеми, да кажат како ние да им помогнеме како невладин сектор да они успеат да се изборат за правата на ромите. Да, јас се согласувам дека дел од невладините организации се збогатија, направиле куки, вили, но дај да кажеме до тука било, да не се враќаме во минатото. Ајде да гледаме во иднината. Да видиме што да направиме утре. Сега ние може да збориме 27 години како овие луѓе не преживеале, како живееле во кампови, во кола, во напуштени згради, како се станува бездомник, Икс причини, како може би нивниот номадски живот сака да живеат така. Да, се согласувам со тоа, но дај да видиме сега, од денес, натаму како ќе направиме. Денес тие политичари кои што влијаат и се создадени таа работна група, има Министерство за без ресор кој што ги застапува правата на ромите, токму тие ги нема денеска да не слушнат и да им да ни кажат ние сме таму, ама не можеме, до тука сме. Дајте помогнете ни, кажете ни како да ви помогнеме. Да не се криеме зад изјавите на кога организирано интервју, организирани прашања да ни одговорат. Еве, денеска е тука представникот на бездомните лица. Тука е човек кој што е активист, новинар. Тука е активист. Дајте кажете тука да ги отвориме проблемите, а не сега кажувам едно, кога ќе излезам од ова дебата ќе кажам друго. Затоа беше потребно да ги собереме сите невладини политичари и луѓе за кои што ние работиме, да ги направиме проблеми, да ги решиме проблемите, но за жал еве гледаш кој е составот. Не дојдоа тие кои што може да одлучат со нивниот подпис да се изгради утре некој стан. Јас како невладина организација, дали доколку се подпишам во некој документ, може утре да се изгради стан? Социјална зграда? Не може. Но може ако подпише Министерката за труд и социјала, ако подпише Министрот за без ресор, ако подпише пратеникот, тогаш може да се изгради таа социјална зграда. А невладиниот сектор е тука само да помогне и да им ги собере како информации луѓето, затоа што ние сме тие кои што сме на терен, немаме блиндирани мерцедеси со затемнати стакла да ги поминеме, да не ги забележиме. Не, токму ние сме кои што сме таму на терен, со тие луѓе кои што ги гледаме како живеат и се соживуваме со нив. Често и ние го доживуваме нивниот проблем како личен проблем. Може би одземав малце повеќе од потребното излагање, но би сакал сега да ви давам звук. И благодарам. Фала ти, Декран. Јас, всушност, моето завршно обраќање ќе биде, ја прв пат го гледам Алјуш, иако на Фейсбук сме пријатели, познато ми е името, ама прв пат го гледам и многу ми е криво што претходно не сме запознале, затоа што нас ни требаат луѓе како Алјуш. Не зборувам за луѓе во ситуација како Алјуш, меѓутоа гласен, аргументиран и храбар за да го каже тоа што треба, да го каже и да застапува. Особено ми се допадна делот која каже јас сакам да одам по регуларен пат да се го запишам детето во училиште, не да дојде некој друг да ми го земе да ми го запише на училиште. Токму тоа се залагам јас како Акиф и нашата организација како Романоа Вази, и тоа би му дошло како реплика на она што Хазизе го кажа претходно. Со одење, давање на
краткорочни сервиси, на хуманитарна помош или пополнување на документи, ајде да ги запишеме вашите деца, дај ќе ви пополниме документите за социјално, за здравство, луѓето стануваат уште поназад, стануваат зависни од оние кои што го нудат тој сервис и за понатаму се наоѓаат уште во потешка ситуација. Толку треба да се оспособат, треба да се поттикнат и охрабрат, да се организираат меѓу себе и да ги застапуваат своите права, токму онака како што прави Алјуш, а ние како активисти, посебно како организации, да ги поддржиме таквите иницијативи колку што можеме. Благодарам. Благодарам. Ќе му давам збор на Џавир и би сакал да завршиме. Добро, прво честитки за храброста, отвореноста и директниот говор кој го слушнавме од другарот Дехран. Мислам дека малку може да се дополни, ако не и воопшто не може ништо да се дополни на тоа што го слушнавме. Тоа беа јасни, прецизни мисли кои доаѓа и од умот, но и од срцето, и уште еднаш го поздравувам тоа и ти благодарам за освестувачкиот пристап и говор. Јас би сакал само да кажам дека многу пријатно сум изненаден од отвореноста пред се овде денеска. И можам да кажам дека и понатаму како активист за човекови права и како човек кој е дел од колегиумот на Цивил, ќе продолжам да работам на одбрана на човековите права и слободи. Особено таму каде што е најжешко и најтешко. А тоа е токму на оваа маса овде, со темите кои ги набројавме од почеток и за кои говориме овде. И никогаш не заборавајте. Секогаш одговорноста најпрво се наоѓа таму каде што се наоѓа моќта. Невладините организации употребиле многу пари, злоупотребиле еден дел од тие пари, некои поради невешто работење, непрофесионалност, некои поради лакомост, а некои добро ги употребиле парите, ама во погрешно време, на погрешно место, со погрешни алатки. Меѓутоа, не заборавајте дека ние, како организација, сме дел од тоа граѓанско општество за кое режимот кој падна неодамна говореше дека злоупотребуваме и переме пари и дека сме странски платеници, дека земаме пари од донаторите од странство за да ја урнеме легитимно избраната власт. Тие исти донатори на таа иста власт им даваше донации во милионски суми. Ако тие грантови беа во илјадници, во граѓанскиот сектор, Цивил нема земено грант за работа во доменот на ромските прашања, меѓутоа воопшто, ако тие грантови биле илјадници во граѓанскиот сектор, грантовите и кредитите, кои ние ден денеска ги плаќаме, кои доаѓаа во трезорот на оној што викаше ние сме лудаци, се мереа во десетици милиони евра и долари. И кај нив беше моќта и полугата со која можеше да се решаваат проблемите или да се украдат, а оние луѓе, како луѓето што се денеска во оваа сала и на овој панел, продолжуваа да живеат тежок, мизерен живот, полн со понижувања, полн со насилство. И јас мислам дека она што го рече и Дехран, еве, да повлечеме линија. Што ќе правиме од утре? Ја мислам дека на оваа маса овде денеска, а се разбира и од ценетата публика, беа дадени одговори за тоа што ќе правиме од денеска, од овој момент, кој ќе заврши оваа панел дискусија, за која сметам дека е пребогата. Фала ти за тоа, Дехран, фала за сите колешки и колеги. Ви благодарам за трпението што одвоивте
повеќе од саат време да слушнете. Ви благодарам за богатите искуства и споделени мислења. Ние ќе продолжиме, нема да запреме тука, нема да земаме проекти, со проекти, без проекти, ние мораме да живееме и мора да се бориме за подобро утре. Ќе останеме будни, ќе ги следиме и невладините, ќе ги следиме и политичарите. Да, ние може да другаруваме со политичарите, но кога ќе сгрешат, ние мораме да ги критикуваме, затоа сме ние тука да им кажеме кај сгрешија, за да се вратат во вистинскиот колосек.